почитувани представници на медиумите. Оваа пресконференција држиме за донесување на законот за енергетика во Република Македонија. Станува збор за еден исклучително важен и комплексен закон во државата. Министерот Бектеши ги кажа основните начела на законот. Јас само ќе сакам да подвлечам неколку важни поенти. Прво, законот за енергетика е обврска на Република Македонија, која што требаше да биде донесен во 2014 година. Тој, за жал, тогаш не беше донесен и Македонија беше соочена со одредени санкции од страна на Европската Унија. Таквите санкции значеа недобивање или непристапување кон европските фондови, односно неможноста за користење на европските пари. Новата влада доби шанса да овој закон за енергетика го донесе и рокот во кој што треба да биде донесен е до 1 јули 2018 година. За таа цел, законот ќе го донесеме во владина постапка до крајот на оваа година и после тоа тој ќе влезе во нормална парламентарна постапка, каде што, бидејќи законот е исклучително важен, нема да одиме по скратена итна постапка, него ќе одиме по регуларна постапка, каде законот ќе биде анализиран на сите комисии, ќе има неколку читања на пленарна сесија, и ќе може да нормално се даваат на него амандмани и подобрувања. Од таа причина, имајќи ја во предвид сериозноста на законот, имајќи во предвид колку е тој важен за економското живење на државата, многу внимателно го носевме, формиравме работни групи заедно со Министерството за економија, со кое што имавме одлична соработка при носењето на овој закон. Работните групи работеа одделно по дадени области, значи газ, електрична енергија, нафта, други енергенси. Конечно се формираше работна група која што го состави целиот закон и тој беше пуштен на јавна дебата која што се одржа денеска, ќе се одржи утре и конечно во среда ќе имаме последна јавна дебата во присуство на господинот Јанес Копач, директор на енергетската заедница. Таа дебата ќе биде последна пред владиното носење. Потоа владата ќе го донесе законот во своја владина процедура, односно на владина седница, тој ќе биде предложен и препратен до парламентот на конечно носење. Најважните поенти на овој закон се дека граѓаните ќе имаат избор, дека ќе им биде загарантирано основното човечково право да имаат избор за било кој енергенс да бидат снабдени од било кој снабдувач кој што ќе биде регистриран во Република Македонија, без разлика дали станува збор за нафта, газ, електрична енергија или било кој друг енергенс. Понатаму ќе бидат надминати конфликтите на интереси кои што постојат денеска во енергетското живење на Република Македонија, и тоа во делот на гасот и во делот на електричната енергија, и при тоа ќе бидат задоволени сите директиви кои што се од третиот пакет директиви на Европската Унија за енергетика. Доколку таквите закони се добри за сите граѓани на европските држави, зошто не би биле добри и за граѓаните на Република Македонија? Законот е изработен и усогласен со енергетската заедница и со нивна помош е тој практично оформен да биде максимално и апсолутно усогласен со европската легислатива. Јас ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на енергетската заедница и на директорот Јанес Копач на нивната помош при правењето на текстот на овој закон. Ви благодарам за вниманието и доколку има дополнителни прашања, стојам на располагање.